Здраво, јас сум адвокат Весна Тренковска и во ова видео ќе зборувам за правото на плодоуживање како лична службеност. Правото на плодоуживање представува лична службеност која што се врзува со неговиот носител, односно оној кој што го има правото на плодоуживање, единствено тој може да ги користи сите оние придобивки од ова право и ваквото право не може да се пренесе на некој друг, односно плодоуживателот да го пренесе на некој друг или да се наследи, освен во исклучителни случаи предвидени во законот. Како што кажав, се работи за лично право кое што носителот на ова право има може да се служи со стварта која што представува послужно добро, целосно да се служи согласно нејзината намена и нејзината суштина, без да ја повредува или да ја намалува нејзината вредност. Ваквото право се настанува со склучување на писмен договор помеѓу собственикот на стварта и плодоуживателот, со тестамент и со одржувачка. Со склучувањето на договорот, овој договор треба да биде направен во писмена форма, заверен пред суд или пред нотар и ваквото право треба да биде запишано во јавните книги, додека пак стекнувањето на правото на плодоуживање по основ на тестамент и со одржувачка е согласно законот кој што ги предвидува начините на утврдување право на собственост по основ на одржувачка, односно наследување по основ на тестамент. Правото на плодоуживање може да биде временски ограничено, односно да биде ставен во договорот рок на траење во кој што ова право е во сила, но по изминувањето на овој рок ова право престанува или може да биде ограничено, односно да биде престанато со смртта на плодоуживателот, со пропаѓањето на стварта или со стекнувањето на собственост на плодоуживателот на стварта на која што има право на плодоуживање и одредени други услови предвидени во законот за собственост и други стварни права. Интересно е тоа што плодоуживателот има право и на сите користи кои што произлегуваат од оваа ствар, која што е предмет на плодоуживање, независно дали се работи за закупнини, дали се работи за камати или било други начини на стекнување на корист, значи плодоуживателот има право овие користи да ги зема за себе, независно од тоа што стварта е во собственост на некој друг. Исто така би сакала да укажам дека собственикот на недвижноста која што е предмет на плодоуживање, односно на движната ствар која што е предмет на плодоуживање, има обврска да трпи секое сторување со кое што на плодоуживателот би му нанел некоја штета, односно би му ја ограничил на било каков начин правото на плодоуживање. Плодоуживателот, за целиот период додека ја користи оваа ствар, односно ја служи, треба да ги подмирува редовните трошоци, односно редовните обврски за редовно користење на стварта, во смисла да праќа струја, вода, доколку се работи за недвижност, одржување на стварта во исправна состојба, да се грижи за стварта како редовен, како добар стопанственик, како добар домаќин, се со цел да стварта не ја намали својата вредност. Со прекинувањето на правото на плодоуживање, доколку тоа е со законски, односно со временски рок ограничено, по завршување на ваквото право, плодоуживателот има право да ги отстрани од стварта сите оние работи кои што тој ги внел, односно допринел да стварта ја зголеми својата вредност или нејзината функционалност, се додека со вадењето на овие ствари кои што се на плодоуживателот не би се намалила вредноста на стварта која што е предмет на плодоуживање. Инаку предмет на плодоуживање може да биде и подвижна ствар и недвижна ствар. Како што кажав, ова е право регулирано согласно законот за собственост и други стварни права и представува лично право на носителот. Најчесто правото на плодоуживање го запишуваме кога родителите им даруваат на своите деца одреден недвижен имот, со тоа што тие се до својата смрт имаат право да го користат овој имот, да живеат во него и целосно да го располагаат, односно да го владеат, а доколку сакаат нивните деца кои што се тука дароприматели, да го располагаат, односно да го даваат под хипотека, под закуп или да го продаваат, тие мора да добијат изрична согласност од плодоуживателот. Во пракса ова право е доста честа појава и доста често странките го бараат како право да биде утврдено и запишано во јавните книги. По тие причини сметав дека е добро да во ова видео споменам кои се од неговите основни карактеристики. Ви благодарам на вниманието и се гледаме во некое друго видео.